Трговците го чекаат последниот рок за да ги намалат цените на тестенините и млечните производи. Иако од утре тие треба да бидат поевтини за 10 односно 15%, денешната обиколка низ маркетите покажува дека тие се уште се исти, па дури и за некој денар до 2 повисоки од пред неколку дена. Од владата велат дека ако утре нема поевтинување, ќе следат казни. Очигледно така сме навикнати во нашето општество, секојаш е последниот ден, дури кога е за добра работа, чекаме последен ден. Мислам дека го чекаат последниот ден, но утре, наутро, ќе ги видиме цените тие кои што ги кажав. Владата размислува да ги замрзне цените и на овошјето и зеленчукот, ако за тоа имало потреба. Ако трговците, но и производителите сами не реагираат, владата, пораката е јасно дадена. Граѓаните нема да ги оставиме сами и ќе донесеме одлука во интерес на граѓаните. Сепак, кога лани беше воведена ограничена маржа за зеленчукот и овошјето, тоа одеднаш го снема од продавниците. Од ресорното министерство пак тврде дека правеле напори за намалување на трошоците за земјоделците, што би требало да се одрази и на цените на крајните производи. Нашата обврска е да интервенираме, да ги намалиме трошоците кои што ги имаат земјоделците при производството на храна и да го задржиме и зголемиме домашното производство. Министерството не регулира цени, Министерството дава поддршка на земјоделците да го зголемиме и одржиме домашното производство. Замрзнувањето на цените е само една од мерките со кои владата се обидува да ја зауздат во цифрената инфлација. Претходно се обиде со ограничени маржи па со субвенционирана струја, но антикризните мерки постојано се менуваат. Но за жал резултатите изостануваат. Експертите веќе подолго време алармираат дека ова не е решение и дека на дол крок ќе се создаваат сериозни проблеми. За вистинска борба со поскапувањата, владата мора да се откаже од дел од приходите во буџетот, односно да намали дел од давачките како данокот на додадена вредност, акцизите, таксите и слично.